Благодарам подпредседателя, почитувани колеги пратеници, почитувана јавност, најпочитувани млади. Еве денес е пред нас законот за издавање на вредносни ваучери, со што од денеска со усвојување на овој закон конечно младите ќе може да ги добијат оние ветувани 250 евра, односно 15.300 денари за секој студент на сите универзитети во Република Македонија, без разлика дали станува збор за редовни или вонредни студенти, на приватни или државни факултети, битно да се државјани на Република Македонија запишани во академската 2025-2026 година. И ова е една од мерките со кои што возможуваме еднаквост за сите студенти, еднаква шанса за студирање, особено во делот на дигитализацијата, бидејќи ценам дека не сме ниту еден млад човек да биде заостанат и треба да биде рамо до рамо со врсниците од земјите членки во Европската унија. Ке повторам дека од 2008 година ова е прва мерка од ваков тип на карактер со кој што се возможува електронско помагало за најбитните, односно за младите, за студентите. Студентите ќе може да се пријават за овој ваучер преку националниот портал за електронски услуги, со што е уште еден доказ дека исклучливо преку електронски начин ќе оди целата постапка, со што ќе се оневозможат било какви злоупотреби од аспект на користење на електронскиот ваучер. Многу едноставна и многу транспарентна процедура за сите студенти, доколку истите немаат профил на националниот портал за електронски услуги, истото ќе може да го побараат преку некој од центрите на Министерството за дигитална трансформација. И тука сакам да бидам исто така исклучително јасна по однос на економските оператори кои што ќе имаат можност да се пријават по однос на самиот оглас за електронски ваучери. Ќе имаме повеќе економски оператори кои што ќе понудат своји услуги, со што всушност ќе се спречи оној монопол кој што може да го направат приватните субјекти. Студентите ќе може да го искористат овој ваучер кај оној економски оператор кој што ќе биде избран и кој што ќе ги исполнува условите од страна на владата, за да може да добие онакво електронско помагало какво што мисли дека му е соодветно за користење. Оваа мерка ќе опфати 55.000 студенти, 55.000 електронски парчиња кои што ќе бидат наменети точно за студентите. И тука е многу важен моментот што всушност помагаме и на семејствата, оние семејства кои што имаат студенти, без разлика дали имаат 1, 2 или 3 студенти во семејството, секој студент ќе има можност да добие еднаква шанса, со што всушност доколку во семејството има 20 студенти, тоа е поддршка од 500 евра во семејството, доколку има повеќе и повеќе секако. Јас тука ќе нагласам дека со претходната власт немавме ситуација во која што, замислете, учениците нема учебници пред себе, печатени учебници, а сега веќе со оваа власт на ВМРО ДПМН и коалицијата, освен што имаме печатени учебници за сите ученици, сега веќе за студентите имаме и поддршка од овој тип, односно електронски помагала. Јас морам да потсетам дека освен во образованието вложуваме и во мерки во кои што пред скоро време ги усвоивме и со ребалансот на буџетот, во кои што се поддржуваат младите и со мерки од типот на купи куќа за млади, мерка која што ја враќаме, а која што претходно беше оневозможена од претходната власт, мерки за вработување на младите со оперативниот план за вработување на младите, кои што над 65% се однесуваат токму за поддршка на млади предприемачи до 29 години, но и над 29 години. Мораме да бидеме јасни и искрени, особено во делот на образованието, бидејќи ја слушам колешката од Социјалдемократскиот сојуз како ова е прва мерка за младите. Јас ќе потсетам на неколку од нив, еве во ова само една година од власта на ВМРО ДПМН и коалицијата, се реконструираат и се градат училишта, се реконструираат и се градат градинки. Тоа го возможивме со ребалансот во кој што имаме зголемување на средствата. Дупло е зголемен фондот за наука и за научно-истражувачки дејности, бидејќи науката мора да биде приоритет во оваа држава, бидејќи ако очекуваме да имаме силна држава со силна младина, не смееме да ја заоставиме и науката. Студентските домови се нешто со кое што воопшто не треба да го споменувате пред младите, бидејќи ви користеа само за снимање на спотови со претходниот ваш
премиер, каде што студентите ви беа исто така сведоци на затруена храна и така натаму. Сега интензивно со доаѓањето на власта на ВМРО, ДПМН и коалицијата, студентските домови интензивно се градат и се прават, со што всушност од академската година веќе ќе можат истите и да ги користат. Најавено е во Штип и нов студентски дом, најавени се исто така и нова зграда на медицинскиот факултет во Штип, така што во овој дел студентите ќе може да влезат во едни комплетно нови услови. И замислете, ние не сме влада која што во 2019 година повлекува средства за изградба и реконструкција на студентските домови и истите тие средства ви стоја на сметка без искористување на истата, а граѓаните плаќаат за истото камати. Ние сме власт која што истите средства ги искористува. Јас ќе ве повикам еве и на терен доколку сакате да видите во каква состојба и во каква интензивна постапка се реконструкциите на студентските домови, особено Кузман Јосифовски, Питу и Стив Наумов. Ние сме власт која што не плаќа камати за повлечени средства и истите не ги искористува за реконструкција на студентски домови, а при тоа сведочевме на протести од страна на студентите, туку сме власт која што добива 5,5 милиони евра неповратни од германските партнери за реконструкција на студентските домови кои што се надвор од Скопје, со што всушност се мисли на сите студенти, не само на оние кои што се во главниот град на Република Македонија. Вие сте власт која што ветувавте студентски градови и ветувавте Финки и ФФК изградба на нивните згради, а сега веќе се решава и проблемот со изградба на зградите на Финки и на ФФК. Вие сте власт која што имате нула реализација за младите и студентските домови, а сега веќе можеме да сведочиме на успешни проекти, како што се еве зголемување на средствата, исто така и за вложување на високото образование, како што е за Универзитетот Кирил и Методи и кампусот Мајка Тереза. Можам да најавам од тука и дека веќе со одлука на влада е донесена и одлука за мултифункционален научно-технолошки парк кој што ќе биде изграден на кампусот на Универзитетот Свети Кирил и Методи, каде што всушност ќе представува место за поврсување на младите научници кои што ќе се занимаваат со наука и со бизнисите, односно компаниите во Република Македонија кои што ќе вложуваат во наука, во исто време и ќе имаат бенефит од истата наука за развој на бизнисите, така што во овој дел еден многу значаен проект за развој на Република Македонија. И секако дека нема тука да застанеме, сите оние негативни проекти и мерки кои што ги направивте во претходната власт, кои што ви служеа само за личен пиар и за личен профит, младите тоа си го кажа освен на претходните избори, но и многу јасно и гласно веќе знаат на која страна треба да застанат. Вие имате извештај на Државниот завод за ревизија во кој што истите работи ви ги имаат укажано на низа неповолни мерки, на низа неискористување на средства, но и морам да констатирам на низа на нереализирани владини програми кои што се однесуваат на младите. И ќе потенцирам во Државниот завод за ревизија точно ви стои една одредба во која што во вашите две владини програми посветени на мерките за младите, замислете, евидентирано е дека се бележат нула, повторувам, нула активности по однос на реализација на владини програми поврзани за поддршка на млади и образование на младите. Така што во овој дел младите многу јасно знаат каде треба да застанат. Јас ќе ги повикам сите пратеници да дадат поддршка на ова законско решение, но и на идните законски решенија кои што ќе бидат дел од поддршка на младите во Република Македонија. Ви благодарам.